Секоја среда 20 часот, емисија посветена на најпопуларната работа во Македонија – политиката. Слушајте не. Ви нудиме информации со кои ќе бидете главни на сите свадби, слави, крштевки, кафеани и други културно-забавни семејни настани. Шеш беш. Емисија за другата страна на политиката. Почитувани слушатели, добро вечер, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Шеш беш, емисија за политички сеир. И вечер во студиото на најслушаното радио Република Македонија, во Европа, на планетата Земја и во галаксијата и пошироко лидер 107,4. За тоа вечерва се грижат за техниката Димитар Митровски и Јордан Чушевски, мојот партнер, мојот другар, мојот пријател со кој што тераме заедно емисијата Јован Ване Петров. Добро вечер, Јоване. Јас, мојата маленкост Александар Бечиклиски и сите останати кои што вечерва не слушате. Но пред да почнеме со официјалниот дел на емисијата, мораме да соопштиме на тажна, жална вест. Имено доаѓајќи наваму и подготвувајќи се за емисијата, легувајќи во лифт, вратата ни ја фати таблата, се скрши. Тоа е трагичниот момент. Тука се половите, тука се доловите. Само нема да бараш спонзори за барам до следната емисија нека донесе некој табла, бидејќи немам поиша и малерен беше оваа, Ване почна да ме тепа во последно време, така да кога не се јаваш редовно гинекологија не се јавам да ти кажам. Не се јаваш нормално. Често ги менја директорите таму исто како и влада. Така. Интересна недела, Ване, како и секогаш во Република Македонија, но пред да почнеме вака со темите, пред малку ја слушав рекламата најавата, вели првото утринско кафе испите го со Ивица и со Љупчо, така беше рекламата за најавата за утринска погреба. А последното пиво испете го со Ване и Александар. Нормално. Доколку не можете да гледате фудбал вечерва и не е дозволено до 20 часот. Мислам дека вечерва и нема фудбал. Нема фудбал? О, значи нема. Има фудбал, ама не е тој. Не е тоа. Не е тоа. Значи турски серии вечерва во офанзива и затоа ќе имаме повеќе слушатели гледачи на емисијата наречена Шеш беш. Ване, што да отвориме, што предлагаш вака? Како беше оној од твоја земја код Чаир? Не е скопјанец, но Чаир е човеков. Да, Чаир е главен град на Скопје. Главен град на Скопје. Така, да. Порано го викаа предградие, ама сега главен. Никогаш не било предградие. Никогаш во историјата не било предградие, да знаеш. Сериозно, Дебар мало било предградие. Така. 912 година наводно почнале да се доселуваат селати, кај приказно што ми ја кажуваат. Скопјани што се караат меѓу себе, вика 912 година дошле неколку фамилии од Дебар кои што се населиле и го создале наводно Дебар мало, кој што во тој период не било во град Скопје, туку било во атарот на село Долноводно. Да. Маша. Деварналци така тамеле вака. Да научиме нешто и од Чаир бил секогаш во Скопје. Чаир постижно столица. Чаир нема тука. Како и камилијаче? Чаир. Артан Груби. Артан Груби. Кога сме кај Чаир? Сите го вика, знаеш, сите го кажуваат прв вице-премиер. За мене он не е прв вице-премиер, он е премиер. Па за мене Вице од Струмица го знам. Вице од Струмица. Не може Топанско поле се го откара сега. Вице, да. Инаку правеше пред да почнеме со она што правевме муавет преска, правеше митинг. Дуи и правеше во Чаир, минатава недела ствари правеше митинг и Дуи народна. Така. Огнените што ги вика, знаете, Дуи народна, така ги викам. И Артан Груби правеше митинг собир на луѓе во Дуи во старачкиот дом во Топанско поле. Јас слушнав по некоја чежилница дека. Старачки дом е тоа во Топанско поле. Малку поголемо од чежилница. Да, негде околу 53-4 луѓе, од кои што морам да признам само 20 на беа чирчени, изгледаше тмурно, не личеше на ништо за разлика од тоа што вчера. Го зборевме тоа, нели? Предпоставам дека мобилото ни е 540 и колку беа вработени од кај него. Сега сакале некиле мора да дојдат. Пак малце се на тие пари, на тие хонорари, Ване, него видели што направија вчерови огнениве народна Дуи. Народна Дуи. Да. People чичка. Каро едно чудо што вика Витолчани. Денеска со сите што разговарав, мислам што ги знаат луѓето, нели, по видување чирчени кои што се кажуваат дека луѓето од таму со Чаир не носени оваква или она. И стари фамилии на Дуи видов многу што ги немаше со години елиминирани тргнати. Дојдени беа, таму ќе биде весело со оглед на тоа дека Студеничани направија одличен собир, направија многу добар собир во, како се вика, во Сарај, кај Блерим, направија во Чаир, мислам дека на Дуи во Скопје баш и математиката не им е добра. Не само во Скопје, но Дуи математиката изгледа нигде не му е добра, затоа што види, али на Артан му е добра. На Артан му е добра математиката. Зашто збори за деловниот простор, да, со сумиве, денове, што се дешава? Типово следиш почесто. Не знам што да ти кажам,
како ти на улица Македонија зимат 127 или 147 квадрата, небитно, деловен простор за 100.000 евро. Артан прво вели, излегува, нели имаше пресконференција опозиционата ВМРО ДПМН и Артан да се извади, вели, ама не, тоа брат ми има негова фирма и зема кредит, хипотекарен кредит. Океј, нема проблем. Добро. Утредента, му вадат 4 годишен биланс на фирмата, у 4 години, он за 4 години, значи избирно. Една година бил у добивка, ама некоја година повеќе у загуба, трета повеќе, четврта повеќе, не околу 100.000 денара е неговата добивка за 4 години. Машала. Со 100.000 денара зима 100.000 евра кредит. Ама и тоа е лага. Значи, му извадија повторно документи дека уствари не земал 100.000 евра кредит, земал 82.000 хипотекарен кредит. 82.000 евра. Епа, сега 80.000 И евра. тоа да го тргнеме на страна. Вели дека го платил 100.000 евра овакво деловниот простор. Така? Улица Македонија, бе, бичикле, секој ден след таму. Абе, за 5.000 евра неќе да ти прави муабет од квадрат. Да, ме чудиш... 127 квадрата, значи за 100.000 евра. Така? Мислам, Значи тоа би требало да биде негде околу пола милион и повеќе би требало. од прилика. Но она што е уште посмешно, 80.000 евра, па ако тврди дека доплатил со кеш, како што се збори некаде, тоа е кривично дело, нели? Не прикажуваат данок, не прават ништо. Така е, така е. Ама Артан Груби кривично дело, они се 22 години на власт и како Не, вика... беа година и полу опозиција, Да, сега и што е вика, право е. вие ВМРО сите сте децата на Груевски и на Мијалков. Тука ми е многу... А човеков в уста се бацуваше со Мијалков, што се вика на слика, стегне има прават. така е. Туку го гледаш ли, не знам на која, не еден медиум беше гостин Артан Груби, го прашуваат од тоа што се задужува држава и човекот ни 6 ни 5, слушај, вика, ние моравме да земеме 6 милиарди евра кредит од европските банки за да се раздужиме за она што го земало ВМРО што оставило долг. Пази. Како се? Прво ВМРО има ВМРО. ВМРО беше на власт. Имаше премиер од ВМРО ДПМН. Меѓутоа, со кого беа они на власт? 5 министри од дуи имаше последната постава што сега мајко ми. Ама у последната, предпоследната, Таде од 2008 година во континуитет до 2016 цело време беа со Они ВМРО. кука плача 2006 година која не ги зема у влада, ДП Да. тогаш влезе у влада и заради нив мораше да има 2006 па 2008 така Осма нешто. избори, да. Мораше да има предвремени избори за да им се направи кејфот на нив. Свети Артан пречесен ке му дојде. И пази, Артан Груби ти вели земале кредит за да го враќа долгот на ВМРО ДПМН. Човеков е отиден, мислам дека отиден 1000, не 100, 1000 отиден. Значи, ВМРО крадеше, ние бевме честни, таа влада си кјутевме ако крадеа тие, нели? И сега ние мора да ги враќаме долговите, пошто сме честни и добри дечки и сме фини во целата таа. Така отприлика Артан Груби сакал да сега го змори тоа, меѓутоа, така. ако ги вратиме оние митинзи што ги има, оние негови хвалоспеви што ги имаше по митинзите и за ВМРО и за министрите од ВМРО и за другите министри, не само од ВМРО, немаше само од ВМРО. Постираше слики на Фейсбук, подмериот таму пуштати. Поголем патриот беше од патриотите од ВМРО ДПМН, мислам тоа беше, не знам, Артан е последна приказна, меѓутоа мене ме зачудува, ти кажам искрено, ме чуди Али Ахмети. Да му ги оставиме сите аномалии кои што ги има, нели, тие од западот што ни стигаат као црвени Што би печати, рекол, не знам. чудим. Му чудим. Му Да. чудим и стварно му чудим како може заради еден човек да си ја растури партијата. Де факто и де јуре он ја растура партијата, бичи. Да, со влегувањето на Алијанса, со влегувањето на Алијанса во владата, дефинитивно се губат позициите на дуито здраво. Онака, имаат вонатре проблем, нели? Остаи, Алијанс остаја на страна, владата остаја на страна. Дали ќе има сега предвремени избори, дали ќе чекаме заеднички избори со председателските таму негде март 2024, не повеќе не е ни битно. Меѓутоа, да го растуриш кивото кој што си го создал 20 години, Да. заради еден човек, уствари не еден, двајца, меѓутоа оној вториот со саденава коса, повеќе не го ставаат у игра, затоа што таргет им е Артан Груби. Бујар Османи со Да, за него и сакаш. сега ја мозга моментов садената коса, кој човек. Кој има садена коса у влада на Ќурка. Значи, да си растуриш партија, мислам тоа
поголем, ајде да не кажем што, нема. Се говори по чашијата дека Али Ахмети практично е заложник на Артан Груби, дека Артан Груби има дел од бомби кои што не се баш пријатни за Али Ахмети, меѓутоа и да е така, познавајќи го нели големиот водач на УЧК. Па нели он беше се по уплашил, бомбите, нели? да. Ако се уплашил од една бомба, Овакви, значи нешто многу некој друг сериозно. бил поголем водач од него. Или е многу јак Артан. Или е многу јак Артан. Се гледа по тоа што го кажа тоа за учар 53-ца. Да. Кој Много се јак. Али Ахмети денеска си го преседа денов по собрание, примети? Да бе, примети, Цел види, ден. има гласање нешто, точки по дневен ред има гласање и она, знаеш, она големото мнозинство проширено, европското, дури 62. 62. Со се Али Ахмети. Ја Али Ахмети го неам видено 20 години, он 20 години е пратеник, Да. меѓутоа, кој што е сега у собрание на оние пратеничките клупи, толку време никогаш го неам видено у собрание. И Али Ахмети и Мендух Тачи, тие вечите Да, и пак 62. 62. Здрав како Значи, мислат да тераат цела мнозинството година да им е епте. Овие луѓе не можам да ги разберам стварно. Не можам да ги сватам. Но Многу работи не може да се сватат од државата, не може да го сватам и докторот од Гостивар, ама тоа е сега за 6-7 месеци да си ја втера партијата у пропаст. Истата работа ја прават и Ахмети и овој Таравари. да, не знам некој дечко дали на Facebook пишуваше или на Twitter. Беше многу добра вака констатација, вика не ми текна кој беше, вика Арбен Таравари од пред една година и овој сегашен Арбен Таравари да ги пуштиш на ТВ дуел ке си степаа меѓу себе. Така. Вика ќе Да, се степа. ќе се степат меѓу. Она што го збореше пред една година, и сега ова што го збори пред Ама една. затоа Пуско Петрол му продава куќа. Кујча што ви рекле пред Кујча. Прилепчени што ви рекле, така? Кујча. И тоа не било каде. Да. Во елитна наслова, Карпаш. Кога сме тоа кај куќите, ја видели онаа бедотија, очај од владеачката партија во Република Македонија со онаа глупа кампања што пред неколку дена почна да се врти за тоа дека председателот на опозиционата партија За Христијан Мисковски избори? да, дека Дека купил куќа, барака, па барака била и си скокаат во уста со моето. Значи прават муавет скоро за истата населба во Скопје, една до друга блиску се, Да. нели? Зборат за исти објект и овој на Таравари хипотетички вреди таму колку кажуваат 200.000 евра, овој вредел милион истиот, пошто само бараката била 250. Ама не била на Не бе, толку му го продале на Таравари за така. 200.000 евра. Ама- Уствари не на Таравари. на жена. Абе, жена му. Жена му, да. Жена А он му, не знае немој ништо. таму тие мислам. Ординација бил, не знае човекот ништо. Човекот бил у ординација, од кај знае жена му што прави? Ординирал. Ординирал. Жена му, од кај знае што работи жена му слободно време? А изгледа има доста слободно време што му купува куќи. И сега не можам да ги разберам, ја ги гледам 2 дена кај се оние висинометар, вакви, такви дискочат да кажат нешто да за лажгава. Кај оној како се викаше Амон Мра. Не, има нова прича, има го гледам на 360 на Алсат. Измисли некој ново се висиномер, другачи им се вика, истиве се пак. И пак го хейтат сега. Додадени плюс Да, го овој хейтат Борјан сега. и кој беше друг? Борјан И оној Сашо Сашо Ордановски. Така. Сашо Ордановски ти е доказ дека се што ќе излезе од черне мора да биде добро. Жив. Тоа ти е Жив доказ. доказ. Сашо Ордановски ти е вака. И тоа чај? И тоа чај? Бутела на граница тука чер, бутела, ма го гледав и помало се моташе на времето. Сашо Ордановиќ беше дечко за све најдобар тркач кој игравме баскет по цигари што идеше вака најдобар. Така? Најдобар тип, да. Најбор го носеше тигари назад. Ама тој колку што ме држи сеќавањето едно време со средно беше и директор на МРТВ, ако не знаеш. Уште со средно. Ама беше директор таму, не. Ти што сакаш така варе оној Машин Браварно со четврто оделение председател на држава. Така е. 50 години има ти за него овој доктор. Па и голиото го отвори. Да, доктор на науки е за него. Има една анекдота на времето, демек најмлад доктор на науки во Југославија што завршил бил Војслав Шешелј, а втор по него Васло Топурковски. На 25 години двајцата. Ама у месеци не се разликува. Да, разликата и демек тогаш нели Тито им ги доделувал дипломите на докторите во Југославија. Да, му вика на Шешелј. Честитам докторе, му вика хвала мајсторе. Хвала мајсторе. 6 месеци у платинска скела одма. Така е нормално. Така да. Требало да го каже Машин Бравар, а не мајсторе.
мајсторе. Сега мајстор е широк поем, нели? Да, мајстор, се може да бидеш мајстор, да. Мајстор може и зидар, тесар, И градски автобус да возиш. И градски мајстор е И задња. кога сме кај градските автобуси, вака на дигресијата и правам надвор, Данела Демек се договорила со приватните превозници Така прочитав ја денес. Па дури ќе им давал, пази, ќе им давал и ќе ги субвенционирал. субвенционирала нови автобуси и ќе им ги вратила 1,5 евра, што им Ама кој чекај, па нели не па не должеше тоа, викам, нели се шве Чекај работа. сега, мислам како тоа. Не знам дали се работи за момент на брзо заборавање кај Данајла Арсова, дали се Сакаш работи да кажеш она српската слабо памти брзо заборави. така слабо памтим, брзо заборавимо. Така. Тоа е многу добро. Дали се работи за некој патолошки момент кој што, значи не е само ова со јавни автобуси, се што е до сега кажано направено, од незина страна, од незина уста, самата себе се демонтира, се повива после. Мислам, јас стварно се Некој краток запрепастив период. денес кога го прочитав, мислев ако ништо друго, барем ќе си достои до оноа незиното, дека град Скопје не дожи на јавниот, приватниот на приватните превозници, дека не им дужи пари. Да. Барем на тоа да си достоеше до крај. Без разлика дали ќе изгубеше на суд, дали да си ама не достои. Помина време, ама не многу се помина време, знаеш, се заборава. Помина време, ама знаеш дека Теодосија Гологанов уште не е направена. Зашто ми кажеш секогаш улица кod таксист да сум? Ајде објасни вака Затоа што долго често поминувам таму и таму ми е, знаеш што ми е таму? Таму ми е да не одам пешки, а не по Ван имаме еден проблем со улиците и со школи во Скопје. Теодосија Гологанов Ги ќе памтам улицата. од Југославија како Мислам беа, сега ми се ќе те подсетам, Теодосија Гологанов поминува улицата кај студентски дом Кузма. Инаку клуб на пратеници. клуб на пратеници. Така. Мислам ја па што ти зборам улици, кажи му за кафаните Кафана, кажи така да се разбереме, Библиотеки да. нема таму. Има. Значи, ајде. Имало студентскиот има библиотека. Ама никој Имаше. Имаше, да. Имаше, тоа е Имаше. минато свршено време. Имаше, да. Значи, а знаеш дека и студентскиот дом го реновираат веќе еве година дена. Студентите не седат у Кузма, нема студенти кои што седат. Мајко мила. Да. Го Значи, реновираат. Да отидеш, драг мој Ване, кога имаш прилика на ќе се стигне да видиш што се случува кај Скопска трошарина, што е на Сабајли скопа на улицата година и пол, па една дупка е ископа, па истата ја потропува, па пак е ископ. А таму треба да биде петља голема направена, Так. со подземни, со надземни, ја не знам, тоа, ако продолжи вака, до крајот на мандатот, уште 10 пати ќе ископаат, ќе раскопаат. Не знаеш какви гужви се на Сабајле таму, Скопје, значи она е. Сега не ви ти да хаос. фатиш гужва, што само ја ли да ги фаќам гужви. Да, ама она е ужасно, она Ужасно. Кога сме кај град Скопје, уште една многу интересна работа и минатиот пат правевме муавет. Не знам Стецон дали во негова емисија збореше за кучињата скитници. Имено она што деновиве се врти во Скопската чаршија е дека многу луѓе ќе бидат фрапирани, луѓе од јавноста во Република Македонија, кога ќе го видат ревизорскиот извештај од Лајка. Тоа е нешто што веќе се збори во чаршијава длабоко. Ема пред малку ми ја кажа информацијава. Тимчо Муцунски излезе со, мислам, јавно излезе градоначалникот на аеродром и бараше итно, тоа го читав баш денес го прочитав, значи бараше итно решавање на проблемот со бездомните куќиња. Значи знаеме да не се повторуваме, јас сум љубител на куќиња и ти си љубител. Чуваш и куќиња, чувам куќиња. Бездомните, уличните куќиња не се по нивна желба на улица. Некој ги оставил. Ги оставил, да. Меѓутоа, треба да се најде решение. И Тимчо јавно кажа дека доколку Лајка, односно град Скопје, не затоа што Лајка нели јавно предпријатие кое што е под град Скопје, не преземат итни брзи чекори да го решат проблемот, а аеродром повеќе нема да дава пари. Затоа што Лајка се финансира и од буџетот на град Скопје, 60% од град и Скопје, од 40% буџетите на општините. општините. И пак немаат пари. Меѓутоа, Пак има дупка, вика. 10,5 милиона денара. Да. Пареви су 10 милиона. Пареви су Ване 10 милиони денари. Не мамета, пареви су, нели? Артан Груби, шта е бе? Деловај на објект 127 квадрат. Многу срблизми употребувам, уште еден ќе употребувам, вече како беше. Имам паре краве да купим, немам паре, не имам паре краве да жвачу, немам паре краве да купим. Тоа е мојот. Тоа е мојот. Со овие. Катастрофа. Уште нешто интересно и малку реконструкција на владава со 62 што поминуваат, па како ќе модат сега закони, макони, што ќе Пред прават? да поминеме на таа, беше денес од Савајле у продавница? Те прашам.
Мислам, знам дека не си многу полево ти повеќе онаа чирската си ја тераш симитот, меѓутоа... Симит Лариен деклари. Така да, ама... Симит имаше Сабајле чај. Фала му на Господа. Фала му на Господ. Со иста цена. Со иста цена. Иста големина, ист Да, ама габарит. ја бев Сабајле овакво продавници леп немаш. Нема лепа. Да. Овие ја замрзнаа цената, ама и пекарите си останаа на нивното. Па не може бе сема не сега одеднаш, не може и радиодифузна такса да не се плаќа. Да. И лево да Како биде беше да биде со жена му цената. на оној бившиот градоначалник од Карпаш, како се викаш оној градоначалник? Богац, Богец. Што имаше она напишено тогаш кој имаше за референдумот за името кога беше. Така? Името ли ќе ве храни? Па сега левот ли ќе ме храни, мори сестро златна? А кој ќе не храни? Ау, да, читав, нели го замрзна лево 32 денари. 33. 33. ЗЗ. Ау, 33. И го нема ниде, така? Нема. А види, една интересна информација, сега ја прочитав пред малце, вика, пекарите од Косово се подготвени, довезуваат Да носат леп у да носат Македонија за 30 за денари. 30 денари. Пази да донесат леп кој што ќе кошта 30 денари. Значи, каде е преварата? Преварата кај нашите пекари, дефинитивно. Нека не ми се лутат, ама приказнава, покажува дека Нема не е потреба. коректно. Не е само кај пекари. И во наше време како беше кило леп викавме, така? Кило. Сега вика дека е 450 грама, не е 450, него е 350. 380, тука не. Ама има и друг проблем, знаеш дека стоковите резерви кои што е една држава мора да ги има, дека расписка е направено за житото, дека се покварило. Или брашното што беше. Да. Се расипало. Да, бе се Па расипало. добро, тоа се чува на 50 места во држава различни како може да се. Сегде се расипало, бе. Затоа левот нема. Значи оде пак некоја спрега, пак некоја приказна, меѓутоа основниот продукт најтрадиционалното јадење на овие простори што е левот, основата што е. Освен симит погачата. Да. А дома вчера, знаеш како викаат? Не викаат ќе одам да ручам, ќе одам да јадам леп. Ќе да јадам леп. Ќе одам да јадам леп. Нема душ, ќе одам да јадам Ствари, леп. чекај, симит погачата е лепче со бурек без ништо. Па така Така го ќе викаат биде. оние кои што се надвор од Скопје, ама Скопјане да симитот им е главен Чекај сега, продукт. не имаше скопени со чирчен. Да. Добре, симит погачи надвор од чај ретко има. Негде по Скопје да најдеш. Ама иначе била најаргатската храна на времето. Значи фукаше на симит погача и цел боза. ден само вода И боза нема да веруваш со тоа. Замисли комбинацијата. И после цел ден вода. И цигла у стомак имаш да и немаш кај не после да брашна. Нека да пуштат Леп со некој. леп, јади, нема. Не ти требаат волови за нива, ти можеш да ораш слободно. За симитлари Страшна работа, страшно. До која дереđа донесува држава? леп да нема во Праве Македонија. реконструкција, зборја пред која опозицијата бараше овакво, нели, предвремени избори, излегуваа на пресо и велеа па зошто ни се предвремени избори, па тоа кошта, па еве сега, јавно го прашувам оној Таче, не е Таче, он, татко му го вика Таче, него Ќурка на прекар го вика Токуманово, значи Димитар Ковачевски, јавно да го прашам. Колку го кошташе него реконструкцијата на влада? Ако знаеме дека реконструкцијата траеше цели 3 недели и сега продолжува Уште со трае, гласање уште. за овие замениците министри, така? Заменици, да. Заменици министри. Меѓутоа, Бичеки, ти си упатен повеќе, беше и потпарол на сега опозицијската партија. Кажи ми колку е дневно, колку кошта едно отварање, онаа знаеш, кафанџиите, едно отварање у кафана ми е 200 евра. Колку кошта отварањето на собрание? Па мислам дека само за грејење се загрее целата таа приказна, дека секој ден одат помеѓу 50 до 80 000 денари само на грејење. Така. Каде е хартија, каде се луѓе, каде е бифе, Значи, сума сумарум некаде околу 100.000 евра дневно нели со дневници за Да, ако ги пратениците. ставиш сите тие работи гори, 150.000 евра бога ми дневно. дневници има. Така. Добри, мора да се признае. Меѓутоа, не знам дали слушна денес уставен суд што направи. Така? Извинете, апанажата е укина. Ја тоа порано им го викав на овие пријатели што имав пратеници. Чекај, каква понажата им Јокина? Уставен суд е повеќе за За сите или за оние оставка што се поднеле, Не, што се разрешени? За сите нема, Или за нема. сите? Ја така разбрав дека за сите повеќе нема лапанажа. Значи 2 години зима плати ко да се на работа. Некои 4, зависи на Зависи од времето. функцијата, меѓутоа за пратениците 2 години. Значи се вратиме на суве 150.000 евра. Така, сума, и 100.000 нека бидат евра дневно. 3 недели се 21 ден. Па ете ги изборите. Да. Ете ги изборите. И сега на Димитар Ковачевски скапи му се предвремените избори, а не му е скапо 3 недели да тера
реконструкција на влада. Осте шутерот 3 недели, го малиот си плаќа на Facebook си плаќа вамо. 100 дена 26.000 евра. 26.000 евра. Или у превод 260 евра дневно. Што прави тој човек бе, да работи нешто или само на Facebook? Ама и оние што ги гледам објави на Facebook. Ово што нема него- у Белграду. Што ми скача тоа се. Не бе, тие не се од него, тие му се пишени од оној PR тимот што му е најверојатно. Многу јак Буго PR. Каров, Амон Мра. Ја таму другоја се- ќе го викам, ама ми е Да, незгодно да го кажам. оној како си каш од Пилепши ми е главен. А оној Мирко Попов. Мирко Попов, А, пардон. да, Пардон, пардон. Оној како Забрчанец им беше главниот. Збрчанец, Забрчанец. Така се викаше човекот, некако да, беше, да, така беше Да. некако. Да, тој пиар тимот кој што не вели. 260 евра дневно само за на Facebook. Машала, машала. Излегува и вели, а не, тоа јас сам си плаќам. Па чекај бе, батка. 260 евра дневно. Под како? Колку ти е платата, бе? Добро. 70-80 хиляди ден. Жена му дава. Ама види бе, Ване. Не бе, жена му дава, бе. И пак не можеме да сватаме на работа. Сега ти си премиер на оваа држава, така? Значи ти имаш комплетна медиумска покриеност, ден ти имаш цел пиар тим што работи за тебе. Имаш достапни медиуми, телевизии, портали, радија, сите тие работи кои што можеш да се промовираш. Така и да кажеш што сакаш. Он ти плаќа секој ден 260 евра и уште се фали да ја од мој джеб ги платив. По 26.000 евра, мајсторе, си можел да ги донираш негде во некоја добра и паметна работа, каде што ќе те памтат цел живот. Ма чекај. Вака ќе те заборават од вчера што се кажа. Маровци, знаеш како вика? Толку е. Од куде су пари, бе? Од куде су паре? 26.000 евра за 100 дена, мој пари. Да. 70.000 денара плат. Кредит дигнал човекот. Кредит. За Facebook, да. Кредит за Facebook. А види, што е најовакво, отвори му профилот, отвори му го на Twitter профилот, 2, 3, 4. Абе тие што му пишуваат пиарот што му работи. Тие не му стават лајкови, бе? Абе тие не му стават лајкови. А тие да му стават лајкови ќе има барем 20. Да, да. За 6 сати има 2, 3, 5, 10 лајка има, толку повеќе нема. Да, ама затоа човекот е спремен да искочи да каже дека по наредба на председателот на опозиционата партија беа вознемирувани ќерками и А нарачките за сопругата, некои да, си- нарачка за портали. Ама И затоа не е секој проблем. кој што го знае добро председателот на опозицијата знае дека тој човек кој што тоа никош не би го направил не сум значи Не да не го направи, субјективен. тој човек ако разбере дека си направил ќе те стави у топ. Ти ако те разбере тебе Да. дека си го направил или мене или било кого, овде у просторијава и пошироко надвор, ако те разбере, дури ако има комуникација со тебе ќе те стави у топ, ќе те фрли преку вардар, онаму позади водно ќе отидеш. Али добар одговор имаше вчера. Значи, почитувани дами, како им се обрати на нив, Да. извинете што трпите вакви работи, ама тоа е тоа. Ама не му смета, уопште не му смета на него кој у законодавниот дом кој ќе навреди жена пратени која ќе навреди тоа со најпогретни зборови која ќе навреди тоа е окей, тука нема извинување, нема. Они нема, како ти кажам, немаат не знам кој соодветен збор да го употребам. Нема збор, бичеве, нема критериум збор. немаат за таа работа. Нема. Значи, она што се случи на Цаци, на Славјанка, Кани цаци сала Значи, да те види. и тоа е Кое понижување тоа страшно за понижување и жената? деградирање. Они аплодираат таму, ти Цела сала, како па беше? мора, тачи Овој рече. сега на седница во законодавен дом во парламент, опозиција на председател на влада на република, ти на пратеничка да речеш ружна си. Значи прво не е македонски изразот, грда си треба да речеш, Да. кој ќе користиш македонски. Ружна си и да не види за сходно дека треба да се извини за тоа што го направи. Не, нема проблема, ама Воопшто. затоа председателот на опозицијската партија е крив за тоа што нарачувал И некакви. не ми е јасно, са нели некој женско лоби имаше во парламентот, нели имаше борци за женскиве права, еден куп во парламентов од СДС, од Зајковаc, Анела Шкрије и од сите тие, ги нема кјутат. Ја нема Најчевска, ја нема на Уранија Пиранија, како се вика жена на Пиранија Боранија, како и е? на нас ќе ни рече утре да се извиниме заради тоа што кажавме Пиранија, Уранија. Да. Меѓутоа Ама се јам- извинуваме, Не ама. говорна, ама немам што да правам. Така може. Сега, Не можам лапсус другчија ќе да прави. кажам. Меѓутоа редно и да се извиниш, не, ќе се извиниш. И нема никаква реакција вака, Вале. Меѓутоа, Никој. Онак, дури жените од пратеничките од ВМРО, ДПМН и од опозицијата воопшто бара јавно извинување, одговорница. Не, што ви рекле наши веста, абе муа не го ласи. Бе што ќе ги лази Абе, ова? муа не го лази. Гледаш какво соопштение го пратија пред некој ден.
во првиот СДСМ, во првиот дел од соопштението вика изолираната партија од светот, од сите таму ВМРО Тоа ми е ДПМН. најако да ти кажам. И во право. вториот дел вика, ајде ја повикуваме ВМРО ДПМН заедно со нас да гласа за бугарите да влезат во уставот. Изолираната партија, човече. не. Знаеш како? Мислам, онак, излегува и вели, не може, како ќе гласате за ВМРО ДПМН, односно за опозицијата која што е изолирана и нема контакт со ниту една странска амбасада. После пола сат излегуваат на пресконференција, нели, ВМРО ДПМН стои цврсто на ставот дека нема да у овакви консталации со овој парламентарен состав нема да поддржи промена на устав со цел внесување на бугарите у истиот. И после пола сат они излегуваат, не вика ВМРО ДПМН лаже. И си јас сега викам се, што може да излажи ВМРО ДПМН? Во овие 30 минути. Што може да, ништо не кажале? И вели овак, ВМРО ДПМН на сите средби со амбасадорите ветува дека ќе направи промена на устав. Чекај, се не игра. Они присуствуваат на средбите на ВМРО, сега само не разбирам го Лошо што присуствуваат, ама чекај, нели велат дека се изолирани, дека немаат средби со амбасадорите. И се средбите со И амбасадорите. после пола сат на сите средби со амбасадорите ВМРО ДПМН ветува дека ќе направи промена на устав. ВМРО ДПМН никогаш не рекло дека по никоја цена дека некој нема да биде внесен во устав. Но Ване има мора едно многу големо но. Повели да. ВМРО ДПМН знае што сака и што бара. И кој е реципроцитетот и што бугарите, не знам, бичите, не знам зашто го зацкриваат оној факт што е за внесувањето конкретно за бугарите у македонскиот устав. Значи они покрај тоа што сакаат да бидат внесени у уставот, не сакаат да бидат као знаеш, да бидат на број. Сакаат да бидат конститутивен народ. Па нормално, како всички да се българи. Мене не е ясно зашто сите тоа го онака си го премолчуваат. Ги гледаш во гора одат, онаму во Косово викаат во Јотова, Јотова. Так. Заменик председател на бугарската држава оди кај горанците вика вие сте българи. Ама излегува горанците и кажа тука никогаш нити имало, нити има бугари, тука само македонци. И знаеш што е најинтересен момент што не сваќаат политичарите албанци во Македонија, значи не зборам за граѓани албанци, за моите комши, политичарите албанци што не сваќаат дека следни, ако македонците паднат на асимилацијата на Бугарија, дека следни се они. Албанците веќе им одат во Албанија, им даваат бугарски пасоши и ја прават целата таа работа, не се ни свесни. Грците си го решија тој проблем. Ни за не сме да зуцнат во целата таа работа. А за бугарите на крај ќе ги поздравиме со рапот на Богдан Мора при крај на емисијата. Тука заради тоа што Богдан ја кажа целата приказна во 7 минути и тука нема што повише да се објаснува. Дали виде дека почна судење, односно требаше да почне судењето за нападот на оној. Како се викаше? Ајде Димитар, помогаш. Јордан, како се викаше оној булгарчето? Пендиков, како му беше име? Така. Требаше да почне. И сега пази, го одлагат судењето тука бе, значи смешно, до немај каде. Излегува адвокатот, дават изјава после 2 минути, констатација дека не може да, затоа што не е присутен, фацата не е присутна. Излегува адвокатот на обвинетиот и вели овака: го напумпа, вика, го направија политички, не е политички, вика, тепачката не било уопште политички, меѓу другото, вика, на снимките не се гледа и кој го тепа. Да. Завршува човеков, оној у одбрана што му е, адвокатот од одбраната, му вели, која ќе се оправи, ќе дојде на судење. Новинарско прашање веднаш. Ама чекайте, он беше гостин на национална бугарска телевизија. Знаеш кој беше одговорот на адвокат? Ја не сум го гледал. Ама не може да ни адресата, што беше најинтересно. Никој не знае. Немам ни адресата, вика не го знам, вика на адвокатот. Уште по-смешна работа, знаеш дека мајка му не може да се врати сега од Бугарија? Зашто? Затоа што за Бугарија од Македонија однеле без никаков документ. Значи, овоа, кога тогаш? Без ни еден документ и сега не може да помине граница. Чека да дадат бугарски пасош за да помине граница си дојде во Македонија. Господе Боже. Господе. Да. Инаку кога сме на таа тема, на анкета спроведена деновиве, репрезентативна анкета во Република Македонија, над 80% од македонските граѓани, од македонците во Република Македонија се против тоа
бугарите да влезат во уставот. Имаше една 80% од македонците. Дали- Значи да има сега референдум по тоа прашање, полошо ќе поминат од референдумот за промена на името што беше. Уште Да. полошо ќе поминат, Да, мислам, дефинитивно, со дефинитивно. оваа приказна. Дали беше на таа анкета дека мислам дека они прават исто анкета и со малцинствата, истите прашања ги поставуваат, висок процент на луѓе кои што се анкетирани, околу 47% мислам дека беше, не сум сигурен, меѓутоа немам фаќа за збор, меѓутоа околу 47% од малцинствата кои што не се македонци, живеат во Република Македонија, се изјаснили дека се против влегувањето на бугарите во... Па да, оние што се свестени што знаат дека следни ќе бидат тие. 47%. Огромна бројка. Е огромна бројка. За некој што не Па би види, требало да... ако на времето у Македонија имаше преку 85, 86 па и до 90% доаѓаше поддршката за влез на Македонија во Европската унија, веќе сега имаме негде околу 60-61%. Под 50 сме, мислам дека сме под 50. Денес ги Поддршката пишат- на НАТО голема е се уште формално. Па види, ние Меѓутоа- де факто и де јуре сме во НАТО, така да дали е веќе и релевантно е тука дали има поддршка, дали нема поддршка. Тука нема Тоа сите три дела на Македонија се во НАТО. и тоа сите три дела. Сите три дела се во НАТО. Сите три Македонија е во дела. НАТО дефинитивно. Така е, така Тоа може е. и во Грција да го кажат, и во Бугарија и овде. И тук. За да се така знаат. е, така е. А кога сме веќе кај афери, кај такви приказни, нешто интересно вчера денеска од адвокатскиот тим на Бојан Јовановски Боки 13-ка. Боки 13. Боки 13-ка. Се запрепастив. Рекоа 1.700.000 фајлови. Фајлови. А ција бре нема толку, бре. Колку време сме слушкувале овие? Колку време Ција снимале? нема толку, Колку да. 1.700.000. Пардон, пола да е вистина од целата таа приказна. Па добро, пола кој па се 850 Да, викам 900. пола да е вистина се огромна бројка во целата таа работа, ама мене знаеш што ми е интересно вака. Познавајќи го Боки 13 со неговиот, нели, начин на делување, театралност, нели, јавност и сите ти останати работи. Кога ќе тргнеш од името кое што го даде на овој случај, сека Бумеранг, Бумеранг. од тоа дека Абази свикавиното обвинител се така, Да. комшијата на Али што не се знаат, Што не се познава. што не се познаваат, го прифати веќе од нов старт, целата таа работа ќе стане интересно. Но мислам дека во моментов најмногу се потат Заев, Филипче, во моментов најмногу се потат, Оливер Спасовски и уште пар луѓе од таа екипа која што наводно му ја подготвеше. Тетка Вилма заборе. Да, тетка Вилма и сите ти останати. Зашо не му го враќа телефонот на овако? Да, знаеш дека и уште не му враќа? не дека ја... А пази, телефонот не можел да се искористи у судска постапка, Епа како сега... а не му го враќа. Па имаше една смешка, изгледа вика овие од обвинителство земаат телефони, им ги земаат, не ги враќаат на луѓето, ќе отварале мобилара у аеродром. Да, леди кам 2. Ама види сега, сега ме чудиш. Телефонот не се зема како ни под пимер, како ни под ништо. Не. Кога сме кај тоа, сега Не може разбирам. малци вон тема не, знаеш дека сестра, сестра, брат Љубе го ослободија? Да, па ти Пази. после Ден Дончев, она, кај што брои цалензи бите после Заев, кај што бе, вика, тоа, види, пишарникот вам човек, па ти што тя- очекуваше Љубе да биде Прво, така? ајке, кратко за ден, па ќе ти и за Љубе ќе Да. продискутираме ово. Ден Дончев е пред времето. Така? Снимката е лоша. Човекот не си леп. А, така, да, до 30 денари. Немој молим. Па не, 32 дана е левов, да не си грешка. Ви се 30 врти. ли, бе? Ај ќе проверам. ЗЗ. Толтит ли? Да бе. Чекај да видим, Провери леп. слободно. 33 денара, замрзната цена на 33 денара. Еве, на Телма била гостинка, директорката на ДПИ. Толку Да, е тоа. 33. Да. 33. Пази, на Љубе Бошковски го ослободија, Братот. јас сестра го викам сепак. Каква величина можете човек да види? Можеше. Како се продаде бед Ние молека. можевме. Да. Ти тегна на... Ние двајца многу можевме. Пази, Иво Шибриновски. под пим мерки. Значи мерки кои што се одобрени од
релевантни институции, односно од суд, Судовинителство не би обвинителство, подпим мерки, следен, прислушкуван, мислушкуван, не знам што се, фатен на лице место со 100.000 евра кешарина. Обележани пари. Обележани пари. Да. И судот сега Љубе Бошковски го ослободува од обвинение. Па не е 4% до вербата, мислам дека е минус 4% сега. Во моментов. Судиите што судат не си веруваат на присудите. Па бога ми, па со оној новиот бран на обвинители суди што добивам. Ја не знам како ќе се. Пардон, ја мислам дека време за ресет на оваа држава да се ресетира. И мојот вика син, Тајат Форина, оној што е Да. во парламент, што се вели, мојот син има право да аплицира и да работи нормално обвинителство. Сега ја ќе му кажам друго, да, Тајат, и твојот син има право, како и синовите на другите татковци кои што не се функционери, да аплицираат за германска виза и да идат да работат во Германија градежништво. Да. Така? Точно. Кој му го искратил тоа право? Морало да биде обвинител. Јасно бе се знае целата таа. Само знаеш што ќе биде Смешно оправдување, гардона, онако. Кој ќе се смени системот. А мора да се смени, убаво рече рестарт мора да се направи. Ресет право, па рестарт. Кога сето тоа ќе се направи, ја би сакал овие обвинители сега што ги поставиат да останат, не да ги тргнат. Како бе, не Не, да останат. И според факти, докази, аргументи да си ги судат, бе. Да си ги судат. Абе гледаш пола спремаат патики да фатат надвор од држава. Она што го кажува еден пратеник во парламентот. Куманово е таксистот од Куманово. Куманово еден со друг како дуел имаат. Канадска виза, канадски визи, подготовки, едно, друго. На тој очи му кажуваат и тоа е вистина, не му го кажува било кој. Драган Ковачки и Бране Петрушевски. Така? Да, тие директно. двајца брадени. У очи му кажуваат дека ќе одговара. И има направено кривично дело, има направено криминал. Без подпис на председател. Има објавено, го има објавено законот за употреба на јазиците на малцинства во службен вестник. Без подпис на председател. На држава или на собранието? На држава. А така, пошто и председател собрание е нелегално избрано. Тој секако, тој 58 беше, ама Енив 6 и 72 е еднакво на 62 Да. и 58 е еднакво на 61. Да. И добра весела математика. Кој што заед, и текно заед 2016 декември избори, а вика ние победивме. ВМРО ДПМН 51, они 49. Да. Ама они победиле, бе. Па и победија на крај, испадна дека победија. Испадна дека победија на крај. Направија влада. Да. Па и на последните избори 46, 4 без, ако ќе видиш. Инаку правев една анализа, вака, од 90-та година наваму и споредов парламентарни избори. Дали ти се верува дека сегашната актуелна политичка власт во Република Македонија, од македонскиот кампус, политички на избори регуларно има победено само еднаш парламентарни 2002 година. Да. Никогаш друг пат не е победено на избори. Секогаш губела на избори. Секојаш. А била на власт добри 20 години од самостојување на Република, 32 години, околу 18 години на власт. 18-19 години беа на власт. А имале мандат само за 4 години. Емо да мислиш што какви луѓе си јаме работа ние во оваа држава. И текнува 92-96, тогаш беше друг изборен систем во Македонија, нели два круга имаше. Мнозински, да. Да, но вториот круг ВМРО ДПМН тогаш ги бойкотираше. Да, 94-та. 94-та ја бе водител. Да. На избори 94-та, да, и тоа со апсолутно мнозинство, водство, но тогаш имавме еден тогаш прв пат го изиграа добро ВМРО. Им влета Петар Гошев, реформираниот, нели, социјалдемократи комунист. Чисти раце ли беше оној? Да. И човеков Тој истиот Петар Гошев што е не натера да не одиме на избори во целата работа. Што беше работа. овакво Петар Гошев, тој беше после што беше и на Народна банка нешто беше, гувернер, така? Да, ми текна. Оној со чистите раци. Перо отпирава. Туку абе го снемано е, што е, каква е ситуацијата со министерот за локална самоуправа? Ристо Перов. Го снема човекот. Ристо Перов, Пере Дошев, Васил Топурковски, како беше? Да. Па толку беше што очекуваш во оваа влада. Гледаш колку не ме била за техника, сум заборел звукот да го исклучам на лаптопот. Ако што, ама тоа е интересно. Да ви пред динге.
Да ми прави динге. Сакам Вивер да ми прави динге-донге. Динге-донге. Вивер као вивер. Вивер као Вивер. Страшна работа е Вивер. Да се вратиме на Боки 13, значи викаш 1.600.000, така? 1.700.000 Фајлови. Так. Ако знаеме дека кога почна целата оваа приказна со афериве поврзана нели со прислушкуваните разговори, во тој период колку што знам, колку што имам информации, покрај оние двајцата кртови што биле условно кажано во Мовара кои што ги Сега што се крунските сведоци што што ги ваделе целите работи, дека сетовите со сите снимени разговори биле копирани во неколку копии, дека една има Заев комплет, дека една има Зоран Верушевски комплет. Од целата работа се Зарем се сомневаш Зоран Верушевски дека нема се остави за него. Нормално. Ма молим те. Се говори дека исто целата документација ја има еден од скоро сите снимени разговори од скоро председател на една нова политичка партија кој што за слична работа во странство беше во притвор. Се говори дека тој ги има. И сега интересен муабетот од каде се кај Боки. Интересен е муабетот. Како се кај Боки стигнати? Види. Дали Катица му ги дала? Што мислиш? Дали со Катица беа шајка на снимките на една на друга, заедно судени се во исто дело? Судно беа ти гушкање. Вилма, да, Вилмич. Кој Да. беше гушкањето која имаше тоа една година од неговата ценета и почитувана телевизија. Туку знаеш, едно време имаше муабет, нели оној чершискиот муабет, имаше муабет дека на Битпазар можеш да купиш за 50 евра, можеш да купиш добар дел од прислушкуваните муабет. На Битпазар. Бог да чува. Да. И да брани. И да брани И да во брани. Вардар ватростална. Вардар ватростална. Не, мислам дека ова ќе се развива интересно со Јован Бојан Јовановски. Господа му даде здравје да го чува само, без оглед кое што е и него оправдам тоа што го направи со условно со рекетот што беше со она. Но за Ама кај, добро, торба, кога сме веќе кај рекето, торбата бе, Луи Витон, брада. 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 Ти имаш брада, ја немам. Брада. Нема толку од Јас само брада имам, торба немам. Од Луис Витон ни брада ни торба нема. Така да подобар тоа е нашата судбина. подобар си од мене. Тоа е нашата судбина, брат. Тоа е нашата судбина. Дали сме досадни на дечки на техниката, не заспавте? Добре? Не бе, добре. работа. Добре, да не се нервираме. Ние уште малци ќе ви досадуваме уште некоја минута, па ќе се одјавиме со Богдан понатаму. Кажи ми, кога правиме веќе муабет за политичари и целата оваа приказна, нешто надвор од тема во последно време многу активен кумановскиот градоначалник. Актуелниот кумановски градоначалник, многу на патриотизам, Патриотот кој што гласаше за промена на или не гласаше, како беше? Како не гласаше, цело беше со главата скршена или Да, ама цело. тогаш го бранеше Заев. Да, гласаше за, ама тогаш 27 април. Тоа е друг момент. Мислам, нели он гласаше за владата, тогаш ја поддржуваше СДС и кога 27 април се случи благодарение на неуставниот избор на Тала Џафери за председател на собрание. Уставните измени беа по локалните кои што ги наместија, кога победе на локални избори, беа, нели, овакво, па беше гласањето за уставните измени беше. Така, да. Значи он не гласаше за уставни. Не, он не беше пратен и беше стана градоначалник на Куманово. На Куманово. Така мислам дека беше. И кога го откачи СДСМ си стана независен, си што си победи сега. Многу голем патриот. Мислам, у исти ден ти да отидеш на гробот на Гоце Делчев и потоа да гостуваш у емисија у Бугарија на национална телевизија, да кажеш еден куп работи кои што на македонците им се допаѓаат и тоа. Да, им е добро. Меѓутоа, ниту еден од нив да не реагира таму студио на тоа, мислам беше ептен. И да ја завршиш вечерта со слика на Facebook со југословенско знаме. Друже, Тито Мити. Ово нема у Драго Белграду. Иванов, какви луѓе си имаме работа во држава. Со секакви. Види, тоа е судбината на Македонија таква бе. Имало, има и ќе има. Такви луѓе. Да, инаку денеска рекорден број на дојави за бомби во училишта, 81. Машала. Да. Машала. Исто една друга многу интересна информација, ова не сме го отворили, треба да отвориме во наредната емисија, но како авизо најава за наредните емисии. И денеска било одложено судењето за Беса Транс, не се појавиле
представници од царина. Да, бе, да. Сега не им се појавува Бесат Дурма, не им се појавува овакви извршители на друго. На што личи овај, на што личи човечки... на застарување на делот. Па На тоа човечки... личи. На тоа Иване, ово личи. има ли вистина дека фирма на владиката Петар добила дозвола за локална телевизија? Не. Мислам, чепкав денес ни со вакво исто име и презиме друг човек, мислам. Не би. 80 и колку има? 82 години има човек. 82 години да отвора телевизија, мислам, и тоа концесија има на 7 години, така? Да. Машала си дал добар век како е тој. Ама не. Машала, ишала, што вика Турција, машала, ишала. Многу чудни работи се случуваат. Мислам дека периодов кој што следи, а за топло дека ќе биде уште Потопло. чуден. Потопло. Потопло ќе биде, да, топло, потопло. Димитрија, полека спремете се за со Богдан, пошто ние ќе се одјавуваме вечерва, пошто нема фудбал, не слушаат многу луѓе. Така. Не слушаат, ама ние не ќе да ги слушаме. Како беше она од Шанас легендарната? Ако пречиме да си одите. Да си одите, леле. И како беше, жено, ајде да си легнеме, гостиве ќе си одат. Гостите гостите кои ќе сидат нека изгаса струјата само, да не арчи скапа струја им. Добро, почитувани слушатели, ви благодарам вечера што бевте со мене Иване овде. Со Димитар и со Јордан. Се надевам дека беше интересна и оваа вечер за политичкиот серии и сето она што се вика Шеш беш, политичка емисија. Ви благодарам што бевте со нас. Ви посакувам убава вечер, посакувам убава недела. Вие што сакате да донирате табла, донирајте табла И слободно. од сабота на YouTube. И од сабот, не, од вечерва. Од вечерва? Од вечерва. Така? Од вечерва колку што Од сабота. Од сабота на YouTube и таму можете да не гледате. Слободно спремете си ги кесите за повраќање. Тоа сме ние, јас Иване. Ви посакуваме пријатна вечер. А како порака и тема и дел кој што требаше да посветиме на Станете нашите... рано по сабале да си земете леп, после ќе нема. Ке нема лепче, така? Да не збориме многу за нашите добрососедки односи со бугарите. Соседки, Соседки, да. Тоа Соседки. ќе каже Богдан вечерва, како се Така. Богдан повели.